Лицето на светот е лицето на Палестина. Удавена во крв, украдена, ограбена, окупирана, обездетинета, масакрирана, изгубена, однесена, разнесена, а толку вознесена, нескршлива и горда. Никогаш со кренати раце до следниот пункт, до другиот крај во истиот кафес, со кренати раце во низа, еден по еден. Денес, по Холокаустот и Хирошима и Нагба, по македонската Голгота во Егејска, по Виетнам и камбоджанските полиња на смртта, по Сабра и Шатила, по Вуковар, Сараево и Сребреница, по Руанда и Афганистан, по Ирак, Либија и Сирија, пак Газа и ужас без крај. Истата приказна, секогаш истата приказна. Страшна, пострашна, најстрашна. Ист судија, друг джелат. Никогаш со кренати раце, без куфери и спомен на она што било дом, со клуч на реверот од урнатата куќа, знаеш, нема назад штом тргнеш со кренати раце, таму, на другиот крај, во истиот кафес. Не така, не денес, не во Палестина. Палестина е лицето на светот, раскрвавена, расцепена, камшикувана, бомбардирана, немоćна, сама пред она што беше свет. Фашизам или ционизам толку исто, толку брутално, толку крваво, лицето на светот, оклештено, скаменето, ужаснато, посрамено. Палестина и палестинците, убиените, осакатените и поулавени палестински деца, поулавени од бомбите и смртта. Мамо, ке не заболи од бомбата или ке умреме без да боли? Сирачињата на Палестина, тие ќе ви судат, еден по еден, во низа, со кренати раце под палестинското знаме, развиорено, пркосно на турнатините на слободна Палестина. Името го дадовме, ама дивоградбите не ги даваме. Добре дојдовте во Прекутасевски шоу. Македонијо, тешки опинци те газат. И не само опинци, тука и наркодилери, криминалци, тендераши, педераши. И сега сите има да ги ставам Прекутасевски и така добро има да ги испердашам по газето вака. Фике. А пердашот почнува сега. Скопје подитно треба да се побратими со Газа. И во Скопје исто се пука ко таму.
Тој дел преку мостот на Вардар можеме да го викаме Скопска газа на галено. Во Скопска газа пред некој ден пак запеа калашникови. Имаше и мртви, до душа излезе дека еден од унесреќените во престрелката да ти имал дебело досие во полиција, ама и тоа, туку имал и албум со сликички од високи функционери. Да ви кажам, ќе ме зачудеше да не е сликан со нив. Денес е најтешко да најдеш голем наркодилер, криминалец или платен убиец, нели европски, кој се нема сликано со нашиве министри и со премиерот. Абе не постои бандит од европскиот подземен крем, кој нема направено селфи со нашиве. Ете го и тој Пекер, еден од шефовите на турската мафија. Замислете, и цела Турција го бара низ цел свет, а тој се пофали дека се криел кај Заев дома. Ај сега, абе да се крстиш со две раце, прво со лева па со десна. Абе бил кај него да го проба ајварот, бе не за друго. Како после бе Деа да те остави сам да ги апсиш дилерите во сопствената држава? Ета невозможно, што би рекол Путин. Деа ајвар не јаде, бе луѓе. Ајде сите на спиење и сонувајте Македонија онака како што ја замислувате.